Благодарам, почитувам председателе, колеги пратеници, почитувана колешка Георгиева. Навистина убав глас, јак глас, може и носител на листа да сте во вашата изборна единица, но еве ги за крај аргументите. Кога ќе ве прашаат стечајците, односно работниците кои што останаа на улица без никакво материјално обезбедување, слободно кажете им дека владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата ги решава проблемите на оваа категорија граѓани. И до овој момент се решени на 194.000 и останале уште 4.000 или вкупно можеби на 195.000 ако биле 200.000. Ве прашувам, го знаете ли точно колку е бројот, дали е 4.000 денари кои што немаат никаков паричен надоместок? Не го знаете. Понатаму, зборувате за нешто, за категорија која вие ја створивте и сега одеднаш толкави емоции, толкав жал, дури човек да не може да се начуди. Емотивен настап до немајкаде. Каде ви беше емотивноста 90-тите години, кога одеднаш 200.000 беа на улица и зборувате за нерентабилни предпријатија што биле затворени во овој период, што требаше и тие требаше се уште да се задолжуваат и да мислат луѓето дека се вработени, не? Понатаму, ве прашувам, ве слушам чоколади, Скопје 2014 тркала и споменици. Почитувана колешке, 4 милијарди и 600 милиони евра од општествен и државен капитал проневерен. Имавте можност и плюс 60 милиони долари од Фесал 1 аранжманот и плюс 5 милијарди од ТАТ, заточени, затечени или заробени, како сакате. Кој е, кажете ми, да го видам капиталната инвестиција, споменикот, што со овие пари е направено во Република Македонија? Сакам да ми одговорите, да ве слушнат граѓаните на оваа држава, бидејќи Скопје 2014 е видливо, спомениците се историја на Република Македонија, која што најочигледно вас многу и не ви интересира историјата на државата, нити државноста на Република Македонија. Сега, пред цел македонски народ, сакам да кажете, која е капиталната инвестиција, кој е автопатот, железничката пруга, фабриките, било која инвестиција од овие 4,5 милијарди евра и плюс 5 милијарди од главата на октоподот, која што требаше да е одсечена, но за жал ги изгубија главите многу луѓе токму од овој ТАТ. Или следниот закон вие обештетување на затечените во ТАТ. Значи, не можам да се начудам. Имаше милиони чоколади да се купат со овие 4,5 милијарди евра. Но, за жал, така ви е наредено, така ќе постапувате. Благодарам.